А сега е повторно време за гости. Нашата Слободанка веќе го пречека вториот гостин, кој што пак ќе ни донесе многу музика и обработки на едни прекрасни, стари, незаборавни македонски песни. Во нашето студио е Јордан Чостанчев. Капа, добро утро. Добро утро. Драго ми е, Слободанче, што имаш гостин кој што ќе не подсети за тоа колку убави песни ние имаме и зашто треба да бидеме особено горди. Да, навистина е така. Сузе, во Битола, кои се најпознатите староградски песни? Па има многу, нели ти реков Момедонке, да речеме, е закон. Сношти поминав, заминав. Битола, мој роден крај, веќе е песна која се пее на сите континенти, ама подоцна можем да те подсетам на уште некоја плюс. Зошто да не? И добре дојдене си со оглед на тоа дека сте колеги заедно во музиката, да ни се придружиш во разговорот, се разбира. Благодарам. Да, имаме сите ние обележје на наши македонски стари песни во секој град, да, староградски песни. Меѓутоа, многу е убаво и на ваков начин повторно да ги заживееме. Добро утро и од мене и благодарам што допатувавте од Штип да бидете дел од нашата утринска програма. Што сме тук, што сум тук. Така, секако да промовираме, имаме нешто навистина многу убаво, како што кажавме, заживуваме староградски песни на малку поинаков начин. Во нови аранжмани. Така, меѓутоа јас би сакала еве на почетокот да ја повикаме за Ленка, така? Да, за Ленка Пингова. Ленка Пингова. Првиот сингл од албумот Штипска сага, што така. Еве сега надојде. Еве, ајде да погледнеме дел. Разболела се, Ленка Пингова. Разболела се, Ленка Пингова. На глава и седи, на глава и седи, на глава и седи, на глава и седи, стара и мајка. На глава и седи, на глава и седи, стара и мајка. Да, преубава музика, преубав текст, меѓутоа сигурно дека има значење со оглед на тоа дека староградските песни има голема вистина, една вистинска приказна во сите нив. Ајде малку за оваа староградска штипска, да кажеме. Песна, па ќе искористам да ги поздравам сите штипјани кои ова утро не гледаат. Која е Ленка? Да, цела Македонија. Ленка Пингова е по вистински настан песната, создадена после од штипјани. Таа била млада, убава штипјанка. Во 1924 година трагично завршува незиниот живот. После штипјани ја опејуваат. И се работи за една неостварена љубов. Сите песни се така. Неостварена љубов и убавината на Ленка Пингова и сето тоа е после преточено во стиховите, нели? Песната е така. Значи оваа песна од далечната, како што кажавме, 1924 година. Тоа е пред Втора светска војна. Значи 100 години од Да. Може еве додека го коментираме сето ова да се врти спотот ако еве од режија се разбира сакаат, зошто да не, со оглед на тоа дека ќе зборуваме за Ленка. Сега кажавме дека е од таа далечна година. Меѓутоа како Јордан дојде до желба во една ваква поинаква преработка или нека оди во позадина малку песна за да ја слушаме. Овие песни се за да ја заживееме и на ваков начин. Да ги заживееме песните, да ги презентираме и на пошироката публика и на помладата публика да се заинтересира. дека овие песни треба нели да живеат. Да живеат, така. Да живеат него не во оној формат, да речеме, секако во оној староградски формат, него и во поинаков аранжман. За оние млади кои можеби сакаат позабавен карактер на музика. За еден поп-рок аранжман. Така. За да биде
пошироко распространета, еве со видео, спот и со се така. Да. Затоа е направено во Да, интересна, како што кажавме, да, приказна, стара штипска песна. Вистинска приказна. Да, вистинска приказна. Па како што кажав, и староградските... Да, и староградските за Тетово, Отвори ми бело ленче, Благоњо дејче, Пожаранче. Тие сите песни се со една толку, па да кажам, емоции, да, и толку вистински приказни на времето опијани, но еве сега зборуваме конкретно и за Штип, еве во позадина ја слушаме преубава преработка. Кој се работеше нова? Јас имав можност кога ми ги пуштивте видеоизданијата да ги погледнам. Станува збор за преубава музика, преубав аранжман, колку што јас се разбирам, Сузе сигурно ќе ме поддржиш, преубава преработка, да кажам, и преубаво видеоиздание исто така. Да. Со кој се соработувавме за да дојдеме до ваков убав резултат? Идејата беше моја, како да го промовираме Штип и како да ги заживееме повторно старите штипски песни, староградски. Штип е еден од најмаркантните градови, да речеме, во Македонија. Да. Стар град со традиција, со култура и познат по многу нешто. Идејата беше моја да ги заживееме сите овие за Ленка Пингова, за Рајна Бурева, за легендарното Ново село и патриотскиот дел, оној нели е исто опеан во албум Штипска сага, но конкретно збориме за Ленка Пингова и за Рајна Бурева, нели? Идејата беше моја. Меѓутоа треба нели да се состави добар тим за да излезе вака како што излезе. Имам другар во Германија, веќе 22 години таму. Но си ја сака Македонија. Штипјанец. Штипјанец, така. И тоа е емотивен, знаеш, кога му кажав за идејата, нема проблем, правиме, нели. Тоа беше, нели. Но која е неговата улога? Тој е аудиоинженер, исто продуцент. Одлично. Конкретно за Ленка Пингова, тој ја снимаше во Германија комплетно песната. Во неговото студио. Дали таму работи исто нешто? Исто работи како аудиоинженер и како продуцент во Германија. Ете колку имаме успешни македонци надвор од граница. Успешен е. Да речеме, гитарата е свире, соло гитарата во Ленка Пингова е свире Емир Мехич, гитарист на Хари Матахари. Браво, како дојдовте до контакт, до комуникација? Па тој живее и работи во Германија сега. По распада на Југославија, тој е преселен во Емир Мехич во Германија и на некои поголеми концерти што ги прави Хари Матахари се придружува на Хари Матахари. На некои помали не. Живее и работи во Германија и се пријатели со вашиот пријател. Одлична комуникација, да, одлично запознавање едни со други. Човекот и на него кога објаснивме идејата кога нешто знаете како велат сака да биде биднува, така? Биднува, да. Се створи некоја позитивна атмосфера што сите прифатија мојата идеја да се реализира. Браво. Јас сум благодарен и на Емир Мехич и на Дениев Тимов Лагет. Браво. Тоа се веќе еминентни имиња во рок музиката, во поп музиката, на просторот на бивша Југославија, сигурно да. Сите тие хитови ги има отсвирени гитарите баш Емир Мехич. Дали прв пат е оваа соработка со него или? Прв пат. Веројатно и сигурно. Ние сме се гледале во Германија, кога сум бил во Германија, сме се дружиле таму и со Но Емир. не сте дошле до идеја. Немаше идеја, немаше план, кога се роди идејата и кој ја кажав идејата, луѓето прифатија. Така. Прифатија и мислам внесува емоција во сето тоа. Очигледно е, додека ја слушам и во позадина, додека разговараме, музиката допира до мене. Јас морам да бидам искрена и да го кажам тоа. И ја промовираме така на некој начин. Кога излега овие песни, да кажеме, еве да знае и публиката, гледачите? Пред еден месец излезе како прв сингл од албумот Штипска сага, цел албум веќе снимен. Накако прв сингл излезе Ленка Пингова, разболела се Ленка Пингова. Излезе како прв сингл, а веднаш после 2 недели излезе и Рајна на порти стоеше. Песната за Рајна Бурева. Така. Таа е па песна за најубавата Штипјанка, опеана и... Ке зборуваме за Рајна, ке ја кажеме, со оглед на тоа дека и ке ја слушнаме како видеоиздание, ке ја пуштиме, сите да уживаме. Меѓутоа, еве повторно ке се навратиме на староградските штипски песни. Сега ги имаме две. Кои се уште други популарни штипски староградски песни, кои можеби имаме идеја повторно на ваков начин да ги заживееме? Јас предност давам на оние љубовни стари староградски песни, дека се пее за љубовта, дека се пее за меракот, нели?
Најеминентни песни се Разболела се Ленка Пингова и Рајна на порти стоеше, Рајна Буров. Тие се печатот на староградските. Тие се печатот на староградските штипски песни. Одлично. Пред 100 и повеќе години. Рајна Бурева и повеќе од 100 години стара песна. Ленка, еве, точно 100 години. Години и повторно ние како генерации да ги заживуваме и да ги заживуваме сега во овие аранжмани, нели што претходно спомнавме, и да привлечеме и младата публика тоа. Да. И дали ја привлекуваме тоа ми е? Ја мислам дека има интерес. Ефект има. Тоа претходно нели и други бендови како Next Time и се тоа. Да. И фактички ги пласираме и ги заживуваме. Да, одлична идеја. Ова, еве повторно ќе побарам и од режија да слушнеме дел од оваа музичка номера за која што ние зборуваме, па потоа ќе ни кажеш и каде се тоа се снимаше. Гледам дека има и женски вокал придружба. Да ги споменеме сите кои што работеле на ова видеоиздание. Идејата е моја, меѓутоа ако не беше овиот целиот тим што ќе го спомнеме сега, мислам немаше да дојде до тај резултат што го гледаме и што го слушаме. Ајде мал дел дали ќе може само уште еднаш, па да искоментираме. Еве. Разболела се, разболела се, разболела се, разболела се, Ленка Пингова. Разболела се, разболела се, Ленка Пингова. На глава и седи, на глава и седи, на глава и седи, на глава и седи, стара и мајка. На глава и седи, на глава и седи, стара и мајка. Јас тука ќе ми дозволиш да ја прашам Сузе за нејзиното размислување околу сето ова што имаше можност и да го погледнеш како видеоиздание и за музиката, затоа што си компетентна да го кажеш тоа. Уште пред да го започнете разговорот, кога се поздравивме со твојот денешен гостин и кога ми кажа дека позади ова сето стои Роберто Попдимитров, кој што е рокерска крв има во него и кој така ги спакува сите негови композиции кои излегуваат од неговото студио. Навистина бев сигурна дека на ова стара прекрасна песна, за жал тажна, но повеќето песни од нашиот фолклор се тажни како и ова, ќе и даде една ваква модерна варијанта со гитарата во еден навистина поп-рок фазон, како една балада, ќе ја спакува и ќе го продолжи векот. Всушност ја постигнале поентата и драго ми е што пак и добила и црно-бела варијанта. Браво, Сузе. Секоја чест. Затоа и те прашав. Да, знаев дека ќе го добиам вистинскиот одговор. Така. Друго е кога вие музичарите знаете да си кажете на свој начин, па секако да, токму и затоа си ја прашав Сузе за нејзино мислење. Како што кажа, да, преубаво е и сето ова што го погледнавме како аранжман, гитарата, звукот на гитарата, веќе знаеме за кого се работи, да. И веднаш тоа влегува во уво и ќе остане, сигурна сум дека многу години да се слуша токму на овој начин. И прекрасен вокал. И тоа да го кажеме, да. Преубав вокал. Девојката која е, да знаем малку повеќе за неа, со оглед на тоа дека ја видовме? Душанка Срцева, Штипјанка и вокалистка која брзо се снаоѓа во да речеме во студио и се така. Мислам си ја заврши девојката работата прекрасно. Прекрасно. Дали соработувате со неа исто и во следната музичка номера која што ќе ја коментираме? Последната музичка номера е во видеоизданието, пошто таа има завршена средна музичка, као виолина, чело и така. Тука е во спотот као челистка повеќе. Штипјанка исто. Штипјанка е. Да. А тука е како
пратичи вокали, па и како дует е некако песната. Режисерот е долови како да е дует Ленка Пингова. Што велат Штипјани, кои, еве, ке почнеме од нив, кои се нивните први впечатоци за овие песни? Па позитивни. Позитивни Секако, меѓутоа, еве, коментарите да прашам. што вие исто рековте, коментарите се тие дека го продолжуваме векот на овие стари штипски на песни. нашите стари штипски. Јас би го имал ова и како апел и до тетовчани нешто да превземат на ваков начин да ги заживеат овие нашиве убави староградски песни, која многу тажна ми е затрпана. Срце ме боли затрпана. Тие се се молски Тие се песни, толку многу вистински приказни, тажни, што до еве неизиниот оној што многу ја сакал трпана, дури отишол и до Соединетите американски држави да заработи затоа што таткото не ја давал, бил сиромашен, заработил, се вратил, но трпана ја мажат. Така да сето тоа си има некоја стварно емоција, късмет и кога се пеат на вистина допираат до сите нас затоа што ние сме живееле со тие песни како и Штипјани со овие. Ајде сега ќе позборуваме и за Рајне. За Рајна Бурева, како што рековме, нели, прв сингл пред месец дена излезе Ленка Пингова во етерот. После 2 недели толку добро е направи Роберто аранжманот и продукцијата на Рајна Бурева песната. Значи уште подобро од Ленка. Па секој има свој вкус. Еве и таа. Се добиле мотивација плюс секоја чест. Еве добивме некој ветер во грб кога ја слушавме аранжманот на Рајна Бурева песната, за да исто направиме, се договоривме со режисерот Кокан Палашев да направиме дека мора да направиме и за Рајна Бурева. Да, одлично. Ајде да ни ја раскажеш, многу ме интересира приказната за Приказната за Рајна Бурева, таа е стара Штипјанка, малку постара од времето на Ленка Пингова, значи 1915, тука не сум сигурен точно која година. Рајна Бурева била најубавата Штипјанка и Штипјани ја опеале. Така. Песната е стара, значи на времето сите ја сакале сигурно. Ја сакале така, знаеш. Ја барале раката. Раката полна. Да. Меѓутоа што се случува со неа? Таа си го одбира животниот сопатник, нели, Рајна Бурева во тоа време. Меѓутоа, нели, болести, тогаш туберкулоза, Туберкулозата била најмногу за ленче. Отвори ми бело ленче, исто е почината токму од тоа што од туберкулоза, да. Ги косела, нели? Да, на времето. Животите на луѓето во тоа време. Починува првиот маж на Рајна Бурева, после она се премажува тука во Скопје некаде и живее како нас натурализирана скопјанка. Да. Доживува длабока старост, мислам до 90 години живее тука во Скопје. Така. Рајна Бурева. И со кого исто, значи истата екипа го работиме спотот. Меѓутоа мислам дека ова видеоиздание е снимено и надвор некаде на како што имав можност да погледнам. Снимено е во Античкиот град блиску до Штип Бргала. Античкиот град Бргала. Благодарност до Народниот музеј во Штип што ни овозможи да го снимаме во самиот Антички град спотот за Рајна Бурева. Благодарност и до Дом на млади, првиот спот е снимен во Дом на млади Штип за Ленка Пингова, вториот е нели во Античкиот град Бргала. Би се заблагодарил на сите што учествуваа, да речеме во Рајна Бурева свира гитара Ивица Јорданов и неговиот син, сега екстра талент еден од младите гитаристи што му предвидуваат убава кариера понатаму како гитарист. Ивица Јорданов е гитарист на групата Морал. Но по смртта на Владко Илиевски сега се малку во стагнација. Така. Меѓутоа сме тука генерацијски, соработуваме. Јас сум многу благодарен што прифати да учествува во заедно со неговиот син да ги свират гитарите во одличен тем. Рајна на порти стоеше. И фантастично со емоции тоа сето го направи Ивица Јорданов. Ајде да ги искористиме пред да ја погледнаме целосно видеоизданието за Рајна Бурева. Малку и за тебе. Од кога сме со музиката, сепак да, нели, со рок музиката, од кога ја сакаме, од мали нозе, да? Од како знаеме за себе? Од како знаеме за себе со музика. Имаме настапи. Имаме настапи низ цела Македонија. Со различни бендови, еве со групата Hotline, да ги спомнам, свиревме повеќе од... Се слушали рокот низ Македонија? Се слуша, но во одредени клубови. Се некој рече рок музиката не е, па точно дека не е популарна како другата музика, да речеме, се турбо фолкот, за жал не. Која за жал надвладе, веќе кај младата популација? Тоа има клубови низ цела Македонија што се доста посетени и со рок публика. Каде најмногу, во кој град најмногу се слуша рок музика?
Па највеќе. Имаме некој впечаток така? Има во Струмица се слуша. Во Струмица, доста браво, за рок-н-рол, струмичани. Во Штип се слуша рок-н-рол. И секаде има и во Берово, да речеме, Малград Берово, меѓутоа има рок клуб Аха, кој е посетен? секој пат што сме свириле таму во тој рок клуб City Pub, да речеме секој пат е бил полн. Што свириме најмногу? Што опаќаме од рок? Класичен рок. Класичен Од рок. блуз, од почетоците на рок-н-рол, блуз музика да речеме, тоа е Црнички, па и сетиот класичен рок. До ден денес. Да, се забавуваме, Се така. забавуваме и има доста посетеност. Сега може да не е комерцијално тоа сето прикажано, нели, презентирано пред јавноста, Меѓутоа клубовите се има полни. публика, да, се полни. Дека и да свириме во кој град, клубовите се полни. Одлично, Ако баш ми збира е драго. 100 места, 200, 300, секој пат. Важно е публиката да ужива и да се Да, слуша во токму и таа оваа музика. Меѓутоа и на ваков начин еве да ги преработуваме и нашите убави македонски староградски песни, дали се штипски, дали се битолски, дали се тетовски. Конкретно јас се нафатив да направам за Штип. Да. Пошто сум штипјанец. И ајде да ги промовираме на штипските песни. Одлична и идеја. затоа Да. само се штипски песни. Да, без разлика, како и да е, ова е една преубава идеја која што се реализирала во сето ова што ние имавме можност да го погледнеме и сега јас мислам дека режија време е веќе тука да Само да ги спомнам на кратко. Повели да ги спомнеме сите кои што се работува. Заслужуваат. За сугестиите од Мирчки Киритков и добрите намери. Песните да бидат, особено за Рајна Бурева и за Ленка Пингова, што се постари од 100 години, да бидат на еден акцент испеани, да ја доловиме автентичноста на штипскиот говор. На штипскиот говор. Одлично, дијалект. На штипски дијалект, Да. да речеме, најстарите песни се испеани, и штипски дијалект као времето, да речеме. Можда 90% сме го доловили. Браво. Тоа е Благодарност супер на Мирчки идеја. Киритков, нашиот, нели, автор, Така. што има Ангела душа, Ангела срце, таа е негова песна. Негова ли е Таа песната, негова, браво. Тоа е голем хит и ден денес кога ќе ја До слушнеме. Александар Донски исто од користени се материјали од неговата книга Фолклорното богатство на Штип. Оригинална фотографија од Рајна Бурева ќе биде на каверот на албумот. И посмртницата, за жал нема слика фотографија од Ленка Пингова. Нејната посмртница ќе биде така во каверот на албумот ставена. Мислам дали некој друг треба да спомнеме. Панко Гелев свире на Ново село кај Лъджите, негов е аранжманот и гитарата. Роберто Поп Димитров Така, и го споменавме. Дени Евтимов Лагер, они се аудиоинженери и извршен продуцент Роберто Поп Димитров. Значи, благодарност до сите тие луѓе. Да, благодариме и за гостувањето и за еве петок. Мартин на виолина и така. Одлично. Мислам дека сите ги спомнав. Да. Одлично, убаво од ваша страна, па секако сакате да И искажете Ива Цацкова е благодарност. глуме, тоа сакам да спомнам, Ива Цацкова е глуме, да речеме, модел штипски, кој веќе е популарен и во Така. цела Европа, јас не знаев, Браво. девојката е Да. популарна. И таа доловува, знаеш, глумата и убавината на Рајна Бунева. Рајна Бунева. Поздрав до Ива Цацкова. Благодарам за гостувањето. Убаво е што вака петок пред викенд ќе уживаме во една убава староградска штипска песна, преработена на начин на кој што вие сте имале како идеја и во така рок стил. Сузе тука завршуваме, па Така да е. уживаме со музичката Да номера. поуживаме, да, заслуживме да поуживаме Да со малку поуживаме песна. и благодарам. Благодарност и од Следнаш мене. па се гледаме со некоја нова песна. Се гледаме, да. Добре дојде.